Микрофонот ќе му го препуштиме на најмладиот, па одиме по редослед така. Влагам. Значи, влагам тука и се осекам ко да дадов гол, не да промашам. Не! Озбилно! Не е лесно во вакви моменти, фала што ме олеснувате сите. Не, озбилно, не видов никаков лош коментар. Секој е чест за сите и мора нешто да кажам. Сите од репрезентација, како мало дете да сум, така ме примија. Јас седам тажен со облекувална, тоа да ме сите, ајде, добре. И ми доаѓа Жарко Пешевски и ми вика, абе брат, таа шраубата каква беше? Да наплуват на Жарко, да ме плаче детето на лижавче. Не, озбилно, фала на сите. Се надевам дека ќе продолжиме со оваа игра, со оваа борбеност. Играме супер, се надам дека така ќе продолжиме у Вараждин и сакам сите у Вараждин да дојдете! Ај заедно за капитенот! Кире Лазаров! Кире Лазаров! Кире Лазаров! Кире Лазаров! Кире Лазаров! Кире Лазаров! Здраво на сите, добро вечер на сите. Не сум знаел дека Ацо Јоновски роден политичар бил. Прв говор му слушам, роден за политика, човек. Оструде! А втора работа, шраубата на столе стварно беше добра. Најсериозно. И има уште такви ќе има. Ништо, сакам од срце да ви се заблагодарам на сите, што одвоивте време, што дојдовте средства, што ги оставите вашите фамилии, вашите работи, што дојдовте тука да не подржите. Ова не е клише, ми значите многу. Значи немаше ова да се случи во оваа прва фаза, да го проведете вие и вашата подршка огромна. Во сите овие тешки моменти што ги имавме на овие 3 надпревари, ви се заблагодарувам стварно од срце. Треба да знаете дека и нам не ни е лесно и вие тоа што ја бодрите ова репрезентација подолго време, го знаете тоа. На добар пат сме, стоиме цврсто на земја. Имаме 2 до 3 дена за одмор, добро ќе се одмориме. Се надевам дека за 3-4 дена сите овие кои сте тука ќе се видиме истите во Вараждин и ќе се гледаме за вакви убави работи. Ви благодарам многу, бидете живи и здрави, забавувајте се, заслуживте. Да живее Македонија, вечна да е Македонија, да се гледаме на Вараждин.